Навистина ми е чест и задоволство што еве во духот на она што го ветивме во предизборието, дека транспарентноста и честноста ќе ни бидат главните одлики во текот на мандатот. Еве и токму и оваа вечер не беше целта да правиме спектакли, туку навистина граѓаните да му покажеме дека и во овие 100 изминати дена мандат на ВМРО-ДПМН е во Прилеп се работеше согласно она што ни беше во предизборието како програма и особено што ми е важно и чест е што покрај она што сметаат граѓаните дека е во моментов декларативна поддршка, јас ја уверувам дека и навистина сериозна поддршка од владата, особено ова што значи присуство на потпредседателот на владата и министер за транспорт и врски, од кого што овој регион навистина доби едно ново светло, доби една нова димензија, односно ново инфраструктурно поврзување и цела комплетна програма на мандатот 2025-2029 година на општина Прилеп ќе се движи во таа насока, подобрување на инфраструктурата, подобрување на квалитетот на живот и она што и во цела кампања и во овие 100 дена е главна и основна цел или мотив е да видиме што е можно посрекни луѓе на улиците на Прилеп. Уште еднаш голема благодарност, во моето излагање ќе ги видите оние работи кои што успеавме во овие 100 дена да ги завршиме. Знам дека граѓаните имаат сериозни и големи очекувања, секогаш кога ВМРО-ДПМН е на власт имаме големи очекувања, но верувајте дека во овие 100 дена ова е максимумот што можеше да се направи, но не застануваме тука, не е ова само за да покриеме нешто што би требало да се случи, односно нема да се случи во иднина, туку навистина покажеме дека сме сериозни во она што почнавме и што сакаме да го направиме во овој 4-годишен мандат. И уште една за крај, огромна благодарност до сите присутни, благодарност до потпредседателот на владата, благодарност до советот кој што во овој период од 100 дена ги следеше и ги подкриваше со одлуки оние работи за кои што имавме ветено пред граѓаните дека ќе се случуваат и продолжуваме со исто темпо, позасилено, почнува градежната сезона, верувам дека по улиците, како што го означивме стартот денеска, ќе има се повеќе и повеќе градежни активности. Ви благодарам. Може ли кратко декларативно да ни наброите што беше вашиот фокус во овие 100 дена? Па добро, прво Само декларативно наброја. Добро, зборувавме во програмата дека ќе правиме сериозна реконструкција и консолидација на јавните комунални предпријатија, тоа го почнавме, нови менаџерски тимови, скоро во сите јавни предпријатија, јавни општински установи, онам што каде што дозволува условите тоа да се случи. Нов буџет, зголемен буџет во насока на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, инфраструктурните проекти од поддршката од средствата од владата и од Министерството за транспорт, кои што почна и веќе добиваат свој интензитет. Дозавршуваме со објава на јавни повици за уште 2 големи капитални проекти кои што треба да се случуваат во овој период. Поддршка на социјалата, поддршка за првачињата, нова програма која што ќе значи 3000 денари по прваче од следната учебна 2026-2027 година, нови униформи за 9000 основци, продолжуваме во исто темпо во развој на образованието како и досега, но не застануваме тука. Беше фокус и една од главните работи која што сакам да ја спомнам, а се случи токму во овие 100 дена, е дека после 2011 година, после изградбата на оваа зграда во која што сега се најдуваме, од предизвестно време имаме конечно имотен лист. Се провлекуваше еден облак во јавноста дека навистина е дивоградба оваа зграда и дека нема шанси да биде запишано, дека не е поднесено барање за легализација. Нити една од овие шпекулации кои што беа пуштани и пласирани во јавноста не е вистината. Имаме имотен лист, може секој да го провери. Имотниот лист е 70.504 број. Проверете го, навистина имаме сега и на тапија градска куќа која што ќе остане во иднина да биде користена од сите структури кои што доаѓаат после нас. Благодарам на присуството, навистина е задоволство да се биде вечерва во Прилеп. Би сакал да му честитам на градоначалникот за првите исклучително успешни 100 дена. Тоа се гледа во градот и кога влегував, еве денеска кога доаѓав, се гледа дека се работи во сите делови на градот и сакам да честитам за таа работа. Навистина 100 дена е краток период, но може да се види намерата каде цениме дека ќе се развива општината во следниве 4 години и сум уведен дека ова ќе е еден исклучително успешен мандат. Би сакал да честитам и на добрата екипираност во рамки на општината, добрата соработка со советот, со јавните предпријатија и резултатите ќе доаѓаат во периодот кој што е пред нас. Ние како влада ќе продолжиме со поддршката која што ја дававме и во изминатиот период. Дали се работи за средства кои што директно од буџетот се префрлаат на сметка на општината со цел да општината може да реализира инфраструктурни проекти, дали се работи за поддршка на стопанството или се работи за поддршка на земјоделието, сето на што сме го ветили ќе се обидеме на најдобар можен начин да го реализираме.
Јас сакам да кажам 3 работи кои што сметам дека се исклучително крупни и значајни за градот. Прво е гледате дека интензивно се работи на автопатот кој што оди од Прилеп до Битола и очекувам дека во текот на оваа година ќе ги видиме и првите километри асфалт, иначе таму рокот е до крај на следната година и тој рок ќе биде запазен. Второ, градоначалникот амбициозно работи на проектна програма со цел да се направи транзитна обиколница на градот, со цел тешките возила да не влегуваат во градот, нешто што е ветувано децении наназад од многу градоначалници. Тој е прв кој што реши да прави ваква програма и еве од овдека да дадам јавно ветување дека ние како влада ќе финансираме целокупно овој проект и овој проект ќе биде реализиран во рамки на неговиот мандат, финансиските средства ќе ги обезбеди владата. И трето, во интензивни преговори сме. Мислам дека во следните месец до месец и половина ќе видите и активности во собранието за она што го ветив, а тоа е од Фариш до Прилеп исто така да одиме со автопатско решение, како Прилеп би било двете страни поврзан со автопат.